Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски во понеделникот попладне имал работен состанок со представници од земјоделските здруженија на оризопроизводителите од Кочанскиот регион, а на кој присуствували представници од водостопанското претпријатие и од подрачната единица на Министерството за земјоделство од Кочани. Средбата била дел од континуираните состаноци пред престојната жетва, а со цел да се представат проблемите со кои подлог период се соочуваат земјоделците од нашиот регион. Главно, дискусиите се однесувале на состојбите со производството на ориз за реколтата од оваа година, а земјоделците ги истакнале своите заложби за постигнување што поправична откупна цена со која можат да се покријат поголем дел од трошоците. Заеднички заклучок од средбата е дека квалитетното производство, но и трудот и маката на земјоделците треба соодветно да бидат платени, за да им се овозможи одржливост и економска оправданост од инвестирањето во оваа земјоделска гранка. Исто така, оризопроизводителите ги истакнале и своите барања за точна проценка на квалитетот и карактеристиките на оризовото зрно после жетвата, за да се избегнат злоупотреби и финансиска штета на сметка на земјоделците. Заради тоа, министерот Димковски ветил дека задача на надлежните служби во Министерството ќе биде пред жетвата да работат на постигнување правична цена за предадените количини ориз од овогодишната реколта, а што би се постигнало со навремено баждарење на инструментите за квалитет на арпата. На состанокот во просториите на ресорното министерство во Скопје станало збори за други прашања поврзани со оризопроизводството, пред се во делот на финансиската подршка преку субвенционирањето, како и за обезбедувањето зелена нафта за механизацијата. Според министерот Димковски, веќе биле поделени првите картички за зелена нафта за земјоделците во државата, со кои тие ќе можат да набавуваат гориво по поволни услови, односно со покривање до 30% од цената, со мерката што почна да важи од почетокот на овој месец.